Музеот на современа уметност до крајот на годинава ќе ја реконцепира постојаната поставка во која ќе бидат изложени нови дела покрај досега представените над 300 дела. Постојаната поставка е во делот на Музеот на современа уметност кој беше реновиран пред 2,5 години. Реновирањето на просторот со над 1500 метри квадратни беше меѓу капиталните инвестиции на Министерството за култура. Покрај главната галерија со постојаната поставка во две други галерии во музеот ќе се организираат повремени гостувачки изложби, активности за промовирање на млади уметници. Неодамна заврши и реновирањето на депото што беше дел од владиниот проект за реновирање на депоата во сите музејски институции. Значи поминаа 2,5 години, каде што со одлука на управен одбор беше овозможено да овие дела кои што се наоѓаа во депото да бидат отворени пред очите на домашната и странската јавност, така да од тогаш во овие 2,5 години, како што добив информација, значи посетители досега ја посетиле оваа постојана поставка над 15.000, што навистина говори за се разбира за посетеноста во делот на ликовната современа уметност и сето она што е изложено значи во овие 2,5 години овде. Новиот директор на Музеот на современа уметност Лазе Трипков е задоволен од постојаната подршка која Музеот на современа уметност ја добива од ресорното министерство и соопшти дека со Канческа Милеска разговарал за идните насоки и активности на институцијата. Идејата е музеот да биде отворен, односно во своевидна рамка, да го задржи концептот на делување, меѓутоа да се предвидат соодветни активности кои што ќе го отворат повторно музеот за публиката. И многу ми е драго дека успеавме со поддршка на Министерството за култура да реализираме минатата година, да го реализираме биеналето за млади. Практички со новото отварање на концептот на музеот ја промовираме изложбата на Кристина Пулејкова, која што е добитник на наградата, првата награда на Биенале на млади, и со тоа де факто се отвара и музеот повторно, прераснува во галерија, односно во музејски простор со галериски можности за одредени активности за промоција. Трипков посочи и на проектот за дигитализација кој почна во 2008 година, со кој репрезентативните дела на Музеот на современа уметност стануваат достапни не само за домашните, туку и за странската јавност.